Комбинатот Југохром Фероалојс од Јагуновце ќе бара пролонгирање на рокот за воведување на еколошките стандарди. Од компанијата велат дека поголемиот дел од оперативниот план е реализиран. Останали уште 5 активности, меѓу кои најкомплицираната отпрашувањето. За овој процес бил потпишан договор со една швајцарска компанија и е потребен подолг период за реализација во неколку фази. Најголемата работа и најголемата инвестиција тоа е отпрашувањето. Морам само да нагласам уште еднаш дека е тоа многу комплексна работа. Тоа е работа која не може да се заврши бргу. Нажалост не е почната на време и сега дефинитивно се започнува онака како што требало да се почне можеби пред 5-6 години. Меѓутоа, пошто се огромни инвестиции во прашање, за мене е многу важно тоа што дефинитивно се потпиша договор дека таа работа сериозно почнува да се изведува. Ние сакаме фабрика да работи и фаза по фаза да се реши, jer ако се работи на една печка од прашувањето, наши се печки специфични, имаме скроз отворени, имаме полузатворени, немаме ни една затворена. И системот на отпрашување е таков, нели, да се прво средат тие работи, што значи печките треба да стојат. И поради тоа се фази во прашање, рачунам да појдеме со првата фаза за двете најголемите печки, jer одма да се, нели, кад се направат големите, онда малите ќе се направат. И идеме на седмица и осмица, тие се те најголеми, повеќе од 50% од Југохром, близу 60%, да го направиме негде близу 2 години. Ни треба за тоа. Барањето за пролонгирање Министерството ќе го проследи до владата, која ќе одлучи дали ќе го прифати. Најдолго може да се чека уште 5 години, но министерот Адеми рече дека периодот би бил пократок. Јас сум тука, значи, заедно со стручниот тим, не само да провериме до каде сме, меѓутоа сакам лично на раководството на Југохром да им посочам дека треба да продолжат со исполнување на оперативниот план, дека ние како Министерство и како влада нема да отстапиме од исполнување на еколошките стандарди на сите, а особено на металуршките на компании, затоа што сметаме дека здравјето на граѓаните е пред се. И сакам да ги охрабрам да продолжат со инвестициите и да ги исполнат сите делови од оперативниот план. Доколку има барање од инсталациите, ние сме принудени истото барање да ја проследиме до владата, а владата како колективен орган ќе одлучи дали ќе има пролонгирање или не. Меѓутоа, сакам пак да го повторам, затоа што некогаш не се добро разбереме. Кога зборуваме за пролонгирање на оперативен план, не зборуваме за пролонгирање на целата интегрирана дозвола и на сите делови од оперативен план. Затоа што ако за Југохром има 29 делови оперативниот план, може да владата да одлучи само за еден дел да пролонгира и тоа за краток период. Меѓутоа, пак ќе повторам, тоа е обврска, односно надлежност на владата и владата како колективен орган може да одлучи. А ние како Министерство, секако дека наша обврска е да на некој начин да не вршиме притисок, меѓутоа со тесна соработка со раководствата на сите инсталации, да се обидеме да ги исполниме овие заеднички обврски. Рокот за воведување на еколошките стандарди и добивањето интегрирана дозвола е до 1 април годинава. Од ресорното министерство ги охрабрија компаниите да продолжат со овој процес со кој се заштитува здравјето на граѓаните и се исполнуваат европските стандарди. Во Југохром сега има 1200 вработени. Низ децениите останува да важи за главен извор на екзистенција за голем број семејства, но и една од најголемите опасности за нивното здравје.